Ljubljana, таму беше седишето на наградата, доктор Златан Сремец наградата. Се разбира, ми се драги и ордените што ги добив. Во оваа прилика би кажал, речеме, орденот на трудот со Златен венец, потоа плакетата за хуман човек во хуманите активности и да спомнам минатогодишната светска награда што ја добив, 2000 милениумскиот златен медал на честа за изабран поединец од светот, исто така за моите хуманни активности и научно-истражувачки работи во областа на лицата со хендикеп. И се поставува едно вакво прашање. Дали сте лично задоволен од она што го сторихте во рамките за развојот на деца со пречки во развојот? Да кажам, не сум задоволен, не би било искрено. Јас сум многу задоволен што направих и што создадов услови, програми, учебници, кадри што успособив, да им го улеснеме животот на лицата со хендикеп кои што не по своја кривица станале и го стекнале тој хендикеп, лица на кои што сите ние треба да им помогнеме, зашто едно општество во светот се цени како е односот према тие луѓе. Од тие причини јас сум многу задоволен, но човек никогаш не е задоволен дали се направил и од тука мислам дека треба многу уште да се стори и од мене, и од моите колеги, и од општеството. Имам планови за напред. Прво да помогнам да се создадат уште повеќе стручни кадри за успособување на директорите на мојот институт, зашто до сега имам еден кадар создаден, но не е доволен. Второ, да се усовршат овие студии. Трето, имам издадени учебници, но се уште треба. И мислам дека сега со доаѓањето на помладите мои колеги, ќе имам повеќе време да посветам внимание на пишување. Веруваме дека сите негови планови и амбиции ќе се остварат, зашто тој досега со својата несебичност, со својот елан и хуманост, придонесе да се оспособат и да се вработат не десетина, туку илјадници лица со пречки во развојот. Слепи лица, глуви, телесно инвалидни, ментално ретардирани. На голем број од нив настојувал да им го реши и стамбеното прашање. Ние во Републичната конференција на социјално-хуманитарните организации го прогласивме за почестен член, бидејќи постојано ни помага и на Сојузот на степите, и на Сојузот на глувите, а најголем значаен негов труд и светол допринос е кај Друштвото за ментално хендикепирани лица. Јас со посебна гордост сакам да истакнам дека ние хендикепираните лица во Македонија посебно сме среќни што професорот Едински Љупчо скоро целиот свој живот го подари на нас да постигнеме оно што сега го имаме во нашата држава. Верувам дека оно ние што го постигнавме овде, многу држави кои имаат поголеми традиции од нас не го постигнаа, а тоа го постигнавме само благодарење на професорот Едински кој има хуман доблест, широко срце, кој го подари и секој пат беше уз нас, со нас и со негов својствен, така наречен природен надорен мотив да не бодри и ние успеавме. И затоа јас имам посебна чест и се задоволство, бидејќи растам од 54 година нааму со
професор Ајдински и посебно ми е задоволство да од името на зенителните организации му се најтопло заблагодарам и да му посакам и понатаму да биде со нас и да ни помага како и досега. На крај од нашата емисија посветена за професор Лјупчо Ајдински, место заклучок сакаме да прикажеме две писма, односно едно писмо и една телеграма упатени за неговото творештво, за неговата работа. Со нас е нашиот спикер Симон Беличенец, па тој ќе се обиде да ни презентира овие две желби, овие две писма. На абсолвентската вечер на првата генерација студенти по дефектологија 1993-94, 1996-97, на абсолвентската вечер, реков, студентите од срце им се заблагодарија на своите професори, а особено на човекот кој скоро 5 децении се внесе себе си и целиот свој живот и животот на неговото семејство за доброто на хендикепираните и за развојот на дефектолошката теорија и практика, професорот доктор Лјупчо Ајдински, кому му го врачија следново писмо. Во една мала земја живее и твори еден голем човек со отворено срце за љубов, разбирање, соработка, хуманост. И зар може со збор да се каже се за големината на овој човек? Најдобро за тоа зборуваат делата и целокупното негово творештво, што ќе останат за секогаш врежани во историјата на една хумана наука. Во знак на долго сеќавање кон вас, професоре Ајдински, бескрајно ви се заблагодаруваме. Со почит од студентите при Институтот за дефектологија на 6 јуни 1997 година. А по повод добивањето на светската награда, 2 милениумскиот златен медал на честа во областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со хендикеп во 20 век, како избран поединец, до славеникот професор Лјупчо Ајдински пристигнаа многобројни честитки и телеграми од земјава и од светот. Еве и во оваа пригода во емисијава ја издвојуваме следнава. Зборот благодарам е премногу мал за вашата хуманост и несебичната работа со ментално ретардинарните лица. Ние, родителите на деца со ментален хендикеп, сме горди на вас, господине Ајдински. Златниот медал на честа нека ги краси вашите гради.